За вас книгите се природен амбиент и најчесто нашите интервјуа ги правиме нашите разговори во книжарниците или на сајмот на книга. Што е со кое што и понатаму се соочува како проблем сајмот на книга кај нас, меѓутоа и кои се сегментите во кои што напредна во однос на минатите години? Би сакал да поздравам две работи. Првата работа е што за сите овие години колку што постои сајмот на книга и се одржува, мислам дека прв пат председател на држава изрази желба да се обрати, тоа е за голем поздрав. Председателката Силјановска-Давкова имаше свое обраќање. Председателката е редовен посетител, дури и кога не била председател. Ја помнам низ годините наназад, често доаѓала на сајмот, често доаѓа во книжарница, така да многу ми е драго што го отвори и председателката сајмот. И она што втора работа што сакам, што мислам дека е за поздрав, е тоа што српскиот министер се обрати на македонски јазик во честа на 80 годишнина од кодификацијата. Мислам дека по полека благодарение, тука морам да кажам, на Сдруженијето на издавачи, почна сајмот да личи на сајм, а не на панаѓур. Последниве 2 години, благодарение на добрата организација на Сдруженијето на издавачи, имаме присутни агенти, имаме присутни представници на издавачки куќи од регионот и од Европа. И тоа е многу значајно, затоа што тоа е практика. Јас сум гостувал на многу големи европски сајми, тие покрај тоа што сте можеле да си купите книга, тие меѓу другото биле пред се и за некаква си соработка. Така да ова е голема можност за македонските писатели да се сретнат со агенти, да се сретнат со преведувачи, да се сретнат со представници на издавачки куќи и да склучат некој договор, се надевам. Ваквите средби се и повод да си го поставиме прашањето што најмногу се чита и дали се чита кај нас? Она што ме радува многу е тоа што последнава година-две голем дел од издавачите се повеќе објавуваат класична литература. Издавачката куќа Полица во која што работам започна со класиците и некако ние останавме доследни на тоа, но гледам дека се повеќе издавачи се одлучуваат, што значи дека има интерес за класиците и тоа е одлично, затоа што знаете, низ годините се менуваше многу лесно вкусот. Едно време доминирааше детската литература, едно време доминира македонските автори, што и така треба да биде. И се уште мислам дека има огромен интерес за македонските автори. Но мислам дека по полека почнува да се избиструва и по полека почнуваме да оформуваме квалитетни читатели, одредена читателска публика и тоа е многу важно. Ние сме релативно млада култура, релативно млада читателска публика, но мислам дека со текот на годините успеваме да дојдеме до она што е квалитет и читателите знаат да препознат, така да во ова море од школи за креативно пишување, мислам, во недостаток на читатели, мислам дека конечно почна да се избиструваме во тој поглед. И кога ја споменавте литературата за деца, претпоставам дека е исклучително важно и вие ќе се согласите во креирањето на идната читателска публика. Секако, тоа е клучно, затоа често нагласувам дека лектирите се тие и образованието е тоа од кое зависи какви читатели ќе имаме утре, затоа сметам дека треба да се направи ревизија на тоа што деца читаат, и за да ги натераме. Често слушам дека децава не читаат, а сметам дека една од причините заради кои не читаат е токму одбивноста кон лектирите, затоа што не кореспондираат со нивното време, со времето во кое што живеат. Затоа треба што посовремени автори да внесеме, што посовремени тематики во кои лесно би се препознале и би им било на тој начин интересно да читаат. Но вон тематиките претпоставувам дека е подеднакво важно и на кој начин професорот, наставникот ќе ја пренесе таа содржина и ќе го заинтригира детето да ја прочита книгата. Се разбира, тоа е клучно. Низ годините наназад, од моето искуство работејќи и по саеми, сум имал многу пати прилика да видам како некој од деца, од цела група деца, некој од децава ќе пројави некаков интерес за книга и ќе си кажете, еве, конечно едно дете што се заинтересира за книга, и најчесто наставниците биле тие што ги спречувале во тоа. Ги спречувале, немојте да чепкате, немој да пипкате, не, напротив, тука се дојдени за да разгледуваат, за да чепкаат, за да пипкаат. На тој начин се покажува и љубопитството на децата.
Доколку направиме паралела во однос на тиражите, говорам за Македонија, во колкави тиражи се објавувале книгите некогаш, а во колкави тиражи се објавуваат денес. Предпоставувам дека тоа се бројки што се загрижувачки, ако се согласите со мене. Имаше еден пат, но мислам дека сега иде во нагорна линија бројот на тиражи. Еве конкретно ќе споменам за моите книги. Јас немам книга испод 4 изданија, што значи дека тоа е некој над 2000 од наслов. И тоа не е воопшто мала бројка со оглед на тоа колкава читателска публика имаме. И може би е малце и неблагодарно да ја правиме таа некоја споредба со минатото, затоа што да, тогаш се печатале по 30-40 илјади книги, но тогаш секоја фабрика, секој училиште имало обврска да откупува. Денеска во приватизацијата никој нема никаква обврска ништо да откупува, така да препуштени сме на читатели. Тоа што смета дека е квалитетно и дека треба да го имаат, секојаш си доаѓа до нив. Во изминативе години сведоци сме на бројни примери на навлегување на естрадата во културата. Дали имаме такви примери во книжевност? Да, присутна и во книжевноста. Едно време дури мислам дека доминираше полесната литература, сега да не употребам некој повулгарен или понавредлив збор, но сепак мислам дека за секој читател треба да си има и книга, не е страшно ни такви книги. Јас не сум од оние што велат важно е да се чита, не е важно само да се чита, важно е и што се чита, но се надевам дека почнувајќи од нешто што е со помала книжевна вредност, дека на некој начин ќе им падне до раци нешто што е квалитетно, па ќе знаат да направат и некаква споредба. Добитник сте на Европската награда за литература во 2020 година и од тогаш до денес вашите дела беа преведени на повеќе светски јазици. Колку е важен преводот? Не говорам за вас само како автор, туку и како читател. Колку е важен квалитетниот превод? Па преведувачот е и клучен, во тоа можеби и најважен е преведувачот. Од преведувачот зависи. Преведувачот може и, како што се вели, и да го украси едното дело, но може и да го нагнаси едното дело. Затоа многу е важен преведувачот. Јас имав среќа да работам со одлични преведувачи. Тука би ја издвоил Кристина Крамер, врвен македонист, би ја издвоил Милена Илич, би ги издвоил Марија Бежановска. Но она што мислам дека треба ние како држава да обрнеме големо внимание и да се посветиме, тоа се лекторатите. Да вложуваме во лекторатите, затоа што тоа се идните наши замреа. Затоа треба да ги оживееме, да отвориме нови. Пред неколку дена гостував во Белград во Македонскиот културен центар, кој е нов, чие отварање треба се случи сега на 16 мај. И директорот Васко Шутаров на културниот центар во Белград и амбасадорот прават заложби да се обнови во Белград. Зборуваме значи за земја која ни е многу блиска и за јазикот ни е многу близок, а каде што немаме доволен број на преведувачи. Прават напори за да се отвори лекторатот повторно и повторно заживее. Истото ми се случи кога гостував, например, во Босна, немаше преведувачи, така да од блискиве јазици немаме преведувачи, а од друга страна имаме, например, што е поразително, но за македонскиот јазик има огромен интерес во Будимпешта, има огромен интерес во Словенија, во Хрватска, каде што се активни лекторатите, во Истанбул. Дури ако добро се сеќавам, кога гостував на еден сајм на книга во Истанбул, тогашната лекторка рече дека 130 студенти го слушаат македонскиот јазик. 130 бројка можеби за Турција е мала, но за македонскиот јазик е огромна. Но доколку направиме споредба со катедрата за македонски јазик, 130 студенти не е малку. Но, например, можеби треба се отворат во скандинавските земји. Например, во Брисел немаме, што е срцето на Европа. Дали се случувало, говорам низ годиниве, да бидете консултирани од страна, на било кој министер за култура, кога станува збор за национална стратегија во културата?
До сега сум почест повеќе бил во конфликт со министрите отколку што сум бил консултиран, така да стојам на располагање за било кој министер. Кои се табу темите со кои се соочуваме и денес и кои се предрасудите кои се уште не успеавме да ги надминеме? Предрасуди секогаш постојат, дури јас како човек имам предрасуда, секој ден се борам со предрасудите. Она што е најважно е да се бориме со предрасудите во нас, а мислам дека улогата на книжевноста е токму тоа. Книжевноста не може да го промени светот, но може да го смени светот на поединецот. Затоа многу често велам дека после секоја прочитана книга, доколку не променила ништо во нас, џабе сме го потрошиле времето. Така да некој вид она што сакам преку книжевноста го постигнаме, да им го дадам гласот на сите оние чиј глас не е доволно слушнат во едно општество. И мислам, не сум јас единствениот писател кој пишува за маргинализираните. За маргинализираните пишуваше дури и Достоевски пишуваше. Така да, сепак мислам за нас писателите дека најголем дел од предизвикни се токму таквите луѓе. Ви благодарам, Андоновски, за денешното интервју. Благодарам за разговорот.